Здраво на сите, добро дојавте во новото видео. Јас сум Стефанатор, а вие денес ќе гледате Story Time со мене. Имав читано коментари на видеото што го правев со 2 лайки, една вистина со Љупчо и со Горан. Имаше предлози во коментари да правам Story Time видео. Размислав за тоа дали да го направам и решив дека навистина има некои случаи што се интересни и дека би можело да ги споделам со вас. Не знам колку ќе бидат интересни, не знам колку ќе бидат долги, затоа што мислам дека се кратки и се онака повише се спомени од детството што јас ги памтам, а се онака интересни за кажување и споделување со вас. Така да, ако ви се допадне ова видео, ставете лайк за да знам и ја мислам дека ќе може да започнеме. Првата од случаите што сакам да ги споделам или приказни или како да ги нарекуваме, мислам дека ќе биде и насловот на ова видео, ако не тогаш игнорирате. Јас имав, не знам, малце години, кој 2-3, вајда, 4. Не знам колку години има дете кога веќе може да трчи да се брка со неговата сестра низ двор. Бевме во село тој ден и се бркавме со сестра ми, знаете, дечиња, посебно на слична возраст кога си играат брканица. Епа ние тоа го правевме во село кај нашите баба и дедо. И ако во позадина слушате папагали, да не се чудите, има тука еден канаринец у соба и е доволно гласен за да го слушнете. Педетера, брат. Абе, снимам, брат. Може? Фала. И тој ден, како што реков, игравме брканица и тоа беше голем двор, значи можеш да трчаш колку сакаш и отеднаш, леле те молам, брат, видео да снимам. Фала. И тој ден игравме со сестра ми брканица, како што реков, на 28 пати и имаше голем двор и она во еден момент одлучи незината насока на трчање да ја продолжи надвор од дворот, односно да ја искочи од вратата. Јас ќе морам ова чудо да го преместам затоа што е прегласно. This is the mother. И како сестра ми одлучи нејзината насока на трчање да ја продолжи надвор од дворот, она искочи од дворот затоа што беше доста побрзо од мене, затоа што е постара од мене и веќе не ја гледав незано видик, туку само гледав широм отворена врата и кај што требаше да скршнам десно, зашто имам видено дека она отиде десно. Епа јас кога дојдов до вратата и кога пробав да отидам десно, во истиот момент дојде дедо ми со едно 3 крави со него, ама јас не ги видов, затоа што они доаѓаат од десно, јас идам вака и само кога ќе дојдеме тука, нели, се судираме. Во тој момент јас се судрив со една од кравите и сестра ми до ден денес ме зафркава дека јас сум се залапал со крава. Тоа е една од случките. Ако ви се свиѓа, стиснете лайк, па да продолжам со другите. Втора случка. Значи, скоро сите случаи, ако не и сите ми се со сестра ми, затоа што ми има реметено и било досадно во животот и сме 2 години разлика и така сигурно било интересно што друго ќе прави, ќе го малтретира својот помлад брат. Друга случка беше онака во двор, сега не можам да ви снимам, ама имаме една врата што е онака висока. Сега јас кога ќе застанам, вратата ми е до тука негде, ама кога бев мал, кога си малечок, многу ти е висока вратата. Сестра ми дека беше пак нели повисока од мене, можеше да ја стави главата сепак над вратата и да види кој иде, усвари да разгледа што има на улицата, не знам. И она тој момент реши да се зафркава со мене дека јас нели не бев во можност да видам кој иде, затоа што сум малечок и не можам да ја ставам главата ако не е над вратата за да видам. Она ја стави да главата виде кој иде и одлучи да направи реакција: "Леле Стефан, да видиш кој иде." Нели кога ќе ти направиш така, ти очекуваш кој знае кој да иде, Дедо Мраз доаѓа, не знам што очекуваш. Во тој момент стануваш многу љубопитен и сакаш да видиш. И јас, дете без памет, нели кога сега имам многу памет, али имаше вратата, сега доле имаше отвори. А и отворите се толкицки. И јас решив во едниот од отворите, што беше во полукружна форма некако, да ја протнам главата, за да видам кој иде. Затоа што сестра ми направи таква реакција: "Леле Стефан, да видиш кој иде." И ја кога видов, нели, ја протнав главата, успеав да ја протнам главата, ја протнав цела и искочив на улицата само со главата да ми се гледа, можеби ја исплашив комшиката. Што кој може да иде комшиката? Да, само ја протнав главата, ама најинтересното беше тоа што и сега ден денес кога ја видам таа комшика ме потсеќа на ова. Најинтересното беше што откако ја протнав главата, ја не успеав да ја извлечам назад, затоа што тоа беше многу тесен отвор, ја не знам, немам појма како ја стави главата таму, ама откако ја протнав главата, сватив дека уствари јас не можам да ја вратам назад. И тоа што иде, некој почна да се смеат, некој да паничат: "Леле, што е со детето, сега заглавено, тука нема што да правиме." Немаше никој дома, бевме, не знам кој бевме дома, бевме двете сестри, имам 2 сестри, имам спомнато више неколку пати.
и имавме некои братовчетки дома, мислам дека, и баба ми. Не знам сега како течеше цела случка, ама знам дека на крај јас се одглавив со тоа што кога ме тегнеш, нели логично да ме тегнеш од тука, за да ми ја излечеш само главата надвор, али така не кеше, некако немаше шанси. И баба ми успеа на крај со тоа што ме фати за глава од другата страна, ме фати за глава, ме тегнеше и помтам дека цел грб ми беше лом изгребан од вратата. Ама битно да така ми извлече некако. Од главата ми излече на другата страна скроз и тоа е исто така случка што цел живот ја памтам. Третата случка што е можеби најкратка од овие, а исто така е случка каде што сестра ми мене ме натера да патам, е таа кога ние се седевме во двор и она ми правила некои си незини фантастични шеги, што она верувала дека е тоа највисокиот левел на хумор, што мора сите да се смеат кога она ќе каже или кога ќе направи нешто. И јас тој восхитувачки левел на хумор не сум го сватил и не ми било смешно и едноставно не сум се смеел на незините шеги кои она ги правила во тој момент. Тоа не се допаднало ми се. И сега јас како што сум стоел, имаме подрум, не знам дали ќе сватите на каде иде ова, но имаме подрум и нели подрумот обично е надоле. Има скали за надоле, се симнуваш по скали и влагаш во подрум. И па нас како што не е дворот, имаш скали за надоле уште и влагаш во подрум. Па ја така сум стоел пред скалите за подрумот и она дека јас не сум се насмеал на незината последна шега која нели восхитувачки левел на хумор, решила само да ме бутне по скали. Станува збор за доволно стрмни скали кои се не знам некои 8-9 можеби. Ден денес памтам како се тркалав, ми се враќа тоа во глава секогаш кога помислам на оваа случка. Памтам дека не ме болеше ништо и стварно тој ден не се случи ништо, ни дупнав глава, ни скршив нешто, буквално ништо. Најверојатно имам некој си потенцијал за каскадер, али стварно не ми беше ништо, памтам дека не ме болеше, памтам како паѓав и помина се супер, ама самата помисла идеја Дида, така ја викам Дида, иначе се вика Диана, да ме бутне по скали, лабаво, зашто не сум се смеел на незините шеги. Бапне лайк за сестра ми. Тоа беше трета случка, ја ќе ви кажам уште една, што можеби го имате приметено ова на моето чело. Имам едно имам цел белек, ко Хари Потер сум. Имам една цртичка така бела, што имам растепена главата ко мал. Се надам дека ќе се види, ја ќе пробам да зумирам, не знам колку ќе се види кај вас. И ова е кратка случка, и ова е глупава случка. Идевме ја ко мал, нели сите по работа, сите по школа, јас најмал се седам дома со баба, што ќе правам ништо. Многу сакав кога баба ќе оди со нешто, дека идеше позади куќа, имавме мачиња, си чувавме многу мачиња. Одлучив тој ден да тргнам со неа. Тој ден ја претркав јас и храна мачињата, јас Стефан, хранач на мачки, ќе ги нахранам. На прав пат решив да се сопнам некако и да паднам со главата вака. И ја тоа не го памтам, а ми кажуваа дека сите биле истравматизирани, дека цела глава ми била вака со крв, буквално како што фацава сега крем боја, вајда, била цела црвена. И не било ништо страшно, мислам дека не сум бил на никаква шијање, такви работи, не памтам болница, такви чуда не ми кажувале, али да ми била цела фаца со крв и така ми остана ова белегов што е тука на мене. Од тоа, од песмил, од паѓање на прав пат, трчање да храниш мачки. Луѓе, мислам дека беа доволни 4 приказни, како што реков не беа доволно долги, затоа што толку и се сеќавам јас, толку и ми раскажувале, али има уште многу случаи од животот нормално. Прочитав дека сакате јас да ви раскажувам дел од мојот живот, па решив тоа да го направам тука денес. Ако сакате можеби втор дел од тоа, ставете лайк, поддржете го видеото, напишете ми нешто во коментари што мислите за ова, кажете ми некоја ваша случка од животот интересна, јас да се посмеам малце, да не ми се смеете само вие мене. И тоа ако сакате уште ќе ви направам. Фала ви многу за поддршката. Толку беше од мене, се гледаме ние во следно видео. Поздрав!